Само прошто. Не ми текна. Чекај, извини. И го вземам далинското за да не може да гледа телевизија за да работи. Као сте педери, добре дојавте во ново видео. Се лутите што викам така, нели? Тоа дека сте ептен блиски, мислам се само не блиски да ги викам така. Не ми се верува дека волку брзо се деси ова, али веќе почна да ми праќаат мемиња од Крокс. Мислам од песната Крокс. Од вакви Крокс, мемиња за вакви Крокс има на интернет. Мислам самата песна по себе е мим. Валјда сте го разбрале тоа. Не треба ја да ви кажам така. Имаш песни, ги делиш на љубавни, народни, забавни, курци, палци, показалци, тажни и имаш мимови. Песни што имаат за цел да ја насмеат пошироката маса и столиците. Значи, нека оваа шега нешто што има за цел да насмее, оваа шега не насмее никого. Ама беше многу лош. Реално, имаше и тапа мимови. Јеби га сега, не е секој роден да биде мимер. Али имаше мимови боле од овие Дарков влог што ги објавува човече, као ни мене не ми се веруваше. Најдобрите мимови се у видеово, ако случајно не си го најдеш мимот во видеово, погледни под капачето и обиди се повторно. Обиди се повторно. Ајде да видим. Обиди се повторно. Почињаме со мимови. Многу се смеев, го видовте и на стори се иде го турив ова. Ја не знам кој е гениалец што го направил ова. Такава типка гледа на VR и мастурбира на Иван по Крокс. Не, многу добар мим. Многу добар мим. Има некои што лично ми ги пратија, за тие знам точно кој ги направил, овие што не ми ги пратија лично креаторите не знам кој ги направил, али ова е ебено ремек дело педер. Браво. Браво стварно за кој го направил, своја част. Реално, ова е нешто што и ја би го гледал на VR. И овој мим го имав турено, после ова прекинав да турам мимови на стори, за да не им направам премногу ревил, за да си бидат нели у видео прв пат видени. Делот од Scary Movie. Вазда! И имам најболе умалаво со Чико Маново. Да, тоа е дел од песната. Ако случајно не сте слушнале песната, слушнете ја песната, затоа што не бидете педери, слушнете ја песната кога Стварно е добро. Пошто ме прашува шо куре со Чико Маново. Тој дел кажувам дека кога сум бил малечок, низ мало сум носел Чико Маново, пример као за до продавница, тоа сакам да кажам од тој дел. И дека сум обожавал реге музика заедно со сите нејзини компоненти. Уште од мал, мислам, уште обожавам реге музика и сите нејзини компоненти. Шит, зашто го направи фолап, ако ВМРО да дивата. Политиката го упропасти, окей знакот. Ова не треба да биде ништо политичко. Ова треба да нареден мим. Многу се смеем на овој. Thirsty gamer boy enjoys Belle Delphine bath water. Први не го сватив, пошто actually не знаев што е Belle Delphine. И после изгуглав што е тоа Belle Delphine, испаѓа дека е ова е типка која што е некоја си инфлуенсерка, која што си ја продавала водата во која што се бања. И луѓе ја купувале таа вода и ја пиеле таа вода и се заразувале, не знам со какви болести се заразувале, ама кој курац. У принцип као ја купувале оваа вода некои што се као геймери, ноу-лайфери у тој стил. И уствари мимов е за тоа дека јас сум геймер, ноу-лайфер кој што ја купил водата на Belle Delphine, у која што се бајала и сега уживам во таа вода и ете ја пијам. И ке се заразам. Не е таа вода, не купувам вода од fucking инфлуенсерки. Кеј као јас нема да си купам обична вода педер од продавница затоа што сум дома имам вода. Не троши пари, Иван, сега. Нема да дехидрираш до дома. Цаки, марш, снимам. А што ако водата на Belle Delphine е лековита? Пате многу добро замрзнат фрейм, као. Не знам колку време си имаш трудно да стискаш пауза за да стигнеш до овој фрейм, али браво. Men in Black, добро, тие се Men in Black. Men in Black on баклава. Не сум сигурен, никад немам гледано, ама мислам дека овие се Пола Талемдар име мати, или како ја се викаше тој, никад немам гледано Долина во волците, само момент. Да, окей, Пола Талемдар име мати, thank you Google. Men in Black on водка, what the fuck? Добро, дијаме двајца руси. Скуатим слабиет. И имаме Men in Black on Crocs. Колко е добро! Браво! Коле и столети се Most Iconic Duo. Како што се, не знам како се викаат, јебига, не сум гледал ни Men in Black, не ме тепајте, што сам ќе гледам. Нема да вие да ми кажете ја што да гледам. Како што се вие двајцама од Men in Black, како што се Пола Талемдар име мати, не знам зашто не ги знам како се викаат, јебига, наметнато ми беше како што се двајца рандом руси, Iconic Duo, така се Коле и столе, педер. Мафиози се, живи се. Реално од сите 4 насликава, Коле и столе се најбољи Men in Black од сите Men in Black-ови, човече. Зашто? Не можеш да бидеш Men in Black без да носиш ноучери, затоа што за да бидеш Men in Black треба да бидеш со безизразна фаца, као. Те сакам.
Те мразам. Вчера бевме со другари во дискотека и прекрасно си поминавме. Лудувавме и имаше диџеј. Јас се качив кај диџејот и се гушнав со него. Прекрасно беше. Лудници. Бев вчера со една случајно ја запознав. И беше онака one night stand као само таа вечер. Типката беше бомба. Права бомба. Навистина сум восхитен и премногу сум среќен, како што можеш да видиш. Но чарите може да ти прикријат секаква емоција. Ти за да бидеш мафијаш, не треба да имаш емоции. Сваѓаш, тоа се коле и столе. Луѓе. Добро. Луѓе, тоа се коле и столе! Fake rappers have bitches in their music videos. Имаме овојот Мигос со кучките у базен. Real rappers have Рој Пурди in their music videos. And bitches. Мислам дека не е тоа поентата на мимот. Рој Пурди, бе, педер! Рој Пурди! Мислам дека сите би требало да го знаете кој е Рој Пурди. Ова е Рој Пурди, ако случајно некој не го знае Рој Пурди. Мислам, не, сериозно. Твојот Рој Пурди, мојот Рој Пурди. Го бирам мојот Рој Пурди. Антонио Хаде, мафака. А што се однесува до третиот дел од мимов. Кеј, да, во секој случај сум боле од Мигос, така, затоа што он има само кучки, јас имам Рој Пурди и кучки. Прати сега као се избегнува копирајт. Парарарара, та-та-та. Да расчистиме една работа, овие не ми се кучки, овие се мои педери, окей? Да се разбереме. Ќе објаснам попрецизно во друго видео што се тоа педери, али овие се мои педери. Кучки се луѓе што не ги поштоеш. Педери се луѓе што ги поштоеш највише, окей? Така да, fake rappers have bitches in their music videos, real rappers have Рој Пурди in their music videos, and педери. Окей? Во ресторан, што ќе нарачате? За мене крокс ако може. Стварно не знам од каде ми дојде ова човече моментов да ја fucking гризнам папучата, али не го правите ова дома затоа што најверојатно не ви се чисти папучите, ова беа чисти папучи што туку отпакувани и испрани и затоа јас си дозволив да ги ставам уста. Океј, немојте да јадете папучи. Иако мора да кажам дека кроксовите се највкусни папучи. Имаат вкус на нискобуџетни мастики, педер. Основно кога бев имаше едни мастики, такси се вика и тие беа 5 денари као цело пакетче. Исти вкус има овие кроксовите. Се истиче повкусни од твојата папуча. Твојата папуча има вкус на нозе, пресипана урда, црно под ногти. Има вкус на почва. Твојата папуча има вкус на прдеш. Кога Иван ќе види дека некој носи Гучи, ова, oh my god, се надевам дека не прснав у микрофонот. Како имаше вода, педер, спакуван ми беше пиштолов. Океј. Само пробував, човече, као не ќе да прснам. Тоа што сам да кажам е као не се курчи, ќе те прснам. Постојат неколку прашања што ако рандом човек на улицата застане и те праша, што и да одговориш, знаеш дека ќе го јадеш. Пример. За кој си ти, за американците или за русите? Што си го тепал брат ми? Ма е, добра. А постојат и некои прашања каде што твојот одговор зависи дали ти ќе го јадеш. Гучи или Крокс? Гучи, а? Хейтер, само Гучи, Иван. Ше рече, супер е мимов, али ја тоа шо рече, ќе го сменам у шо мајка ти? Само да се сограм сам себе, не хитам Гучи, само исмевам луѓе кои што се флексаат со Гучи или со слични работи. Иван be like, не икам Гучи, може Крокс, океј. Искрено, очекував да добијам ваков мим, али не очекував да е волку добро направен, без заебанција. Стварно, ова најискрено кажувам на страна мимот, на страна песната. Ова е најнекомотната папуча која што сум ја пробал у живот. Ова е катастрофа. Мислам, сега знам дека од пазар ќе земе, ама нема врска. И ова е од пазар ќе земе. Но сееш као немав кај да најдам кај нас оригинал ништо, пошто ете немаме. Али еве, пазарче и пазарче, на иста бранова должина се. Ова е 100 пути покомотно. Жими се по дома само ова го носам. Не е за да си ја направам песната нешто кој знаеш шо популарна или било шо. Знаете дека све си правам за душа пред се, али мимов е вистина. Ова не е ни преправање, не е ни ништо. Ова е булшит. Ова е срање. Сам ја срање обично кажувам позитивна конотација. Срањето! Ова е срањето, this is the shit, педер. Океј, луѓето со волку малечок мозок носат чикуманово папучи, луѓето со волкав мозок носат Адидас папучи, што ке нас умајано ги викаат Цукенберки, затоа што Марк Цукенберг носеше таков мимере човекот. Браво, Цукица! И за крај, нормално, Крокс. Али, едина грешка, Чикуманово треба малце повисоко да се котираат, као. Чикуманово е супер папуча. Браво за Чикуманово. Ја уште еден мим со Дрейк. Зашто? Не, зашто? Не вдиши, туку Крокс. Зашто јас си ги сакам сите мои песни, си ги поштојам, вдиши ми е
Супер песна, многу убава песна. Мислам да, окей, различна тематика, Диши ми е по-сериозна песна, Крокс ми е јадење гомна. Али окей, нема врска. Ова е тоа што Дрейк го кажува. Дрейк што би слушал? Ја би си слушал све, одеднакво. У плейлиста би си ги ставил сите песни и би си ги слушал. Колку сум само бендисан, човече. Кики ако е цветче као дона глобално цветче, јас сум ти конкретно цветче. Нарцис. Она кога ќе видиш дека твојот омилен јутубер направил нова песна за твоите омилени папучи. Не, ја мислам дека на никој папучиве не му се омилени као. Ова се мои омилени папучи. Не ми се верува дека на многу луѓе им се омилени папучи. Можеби после ова мое убедување дека стварно кроксовите се не е платена реклама, иначе да, некој имаше по реакции да видов дека некој помисли дали е платена реклама од Крокс. Не е платена реклама од Крокс затоа што ова не се ни оригинал Крокс, мислам као не е од фирмата, туку е само таа формата на папучата. Добра е. Едноставно ми се свига папучата, тоа е се. Али ако пред мојата песна ти биле кроксовите омилени папучи, до сега низ интернет сум гледал само мимови као ги ругаат претежно кроксовите. Не е до толку лоша папуча као. Стварно е добра. Просен конса кој давам као све е прос, освен консе шо многу поти ако предолго ја носиш као. Тоа е јеби га. Не е ни грда бе пер. Со сега штуку домашно кој ја носиш. Мислам јас сум домашен човек, затоа ми се свиѓа валја. Баш кога имаш и вакво спорт мод. Имаш два модови на папучава. Имаш толку фичерс, немаш ни една папуча бе. Најбољи папуча ма. Иван, брат, папучиве не се за носење, земи Крокс. Стојан, окей, брат, ти си главен, тебе ќе те слушам. Не сум главен, немој да мислите дека јас сум го убедил да Стојан да носи Крокс. Он по негова желба носи Крокс и пошто е Крокс. Окей, лажам, го врзав у када. Му ја напунив кадата со Крокс, да мора да плива у Крокс. Му пуштив Animal Planet, емисија со крокодили. Му пуштав како ги убиваат крокодилите. Да му стане гадно, да му стане жал. Треба да носите Крокс, затоа што кроксовите се направени од гума. Останати други чевли се направени од крокодилска кожа, значи захтева да биде крокодил убиен за ти да можеш нешто да носиш на твоите смрдливи нозе. Леле, каков активист сум, човече, бетер од веган сум. Ало, помош! Али озбилно, еден крок на нога, значи еден крокодил повеќе во реката. Спасете ги крокодилите. Носете Крокс. Заврши рекламата да шок газ, ајде продолжи. Идеме на последниот мим за денес. 13 години стари Крокс. Ова е нешто Lord of the Rings. Да, јас уопште не сум човек што гледа филмови и став, особено не е филмови кои што траат 4 сати. Дали сте нормални? Lord of the Rings или Hobbit, што и да е ова? Не знам, има прстен у раката, се едно. Се добро. 13 години стари Крокс. Мајка му на Иван. Cast it into the fire, destroy it. Иван. No. Не, овие Кроксови што ги имам ја не се стари 13 години, али колку е се стари Кроксови никад не би фрлил. Ја ништо не фрлам уствари, особено не од чевли, било шо, папучи, патики, шо и да е. Имав едни патики кои што ми беа направени партал, значи со отворена уста, онакви, со скинати врвци, па врзувани, па лепени, кој некој со лопата да им влегол, да ги копал. War ich nicht. Не му верувате, он беше, го видов. И со тешко срце патиките ги оставив во еден хотел во Америка. Киќе ме натера Иван, пичка му матер, фрли ги патикиве. Немаме место каде да ги вратиме од Америка, затоа што бевме као хаос. И тоа ги оставив патиките у хотел, јеби. Па Педер, тоа беа најдобрите мимови, ги одвоив. Извинете ако некој не се најде, али сакам да направам уште една селекција од овие и да ги ставам на сториот како нели видео е више извадено, да си ги ставам у хайлайтс, Педер, пошто се стварно добри. Слободно уште мимови праќајте ми, ако не соберам доволно за да правам уште едно видео со ова, но најмала рука ќе ги ставам на стори, ќе ги ставам у хайлайтс ако се стварно добри, ако стварно ги бива. За да ги видите и тие, не заборавајте да ме следите на Instagram @Ivan_Einstein, затоа што ставам многу добри ствари, многу кул слики и имам слики кои што уште чекаат да бидат ставени, што се уште подобри од овие. Пошто нели онака, секогаш може подобро, курчеви карики. Ако има некој што случајно уште го нема гледал на спотот за Крокс, нека не виде Педер, нека го гледа спотот, затоа што стварно се вложи многу со труд и со све, цела енергија вложи во спотот и стварно би ми било мило да го видите. Мислам не за да ја добијам некој фидбек од тоа, туку за да видите некоја моја креација. Знаеш што само што приметив? Жими се само што го приметив ова. На овој мим, не знам кој е девојчето со розевите крокои позади мене, зашто едната папучи е соблечена. Како е стигнало до овој кадар, како стигнало до овој фрейм, Педер? Зашто е ова не е намерно, валјда, не знам. О мај гад, не си го знам спотот. Идеме да си го прегледам спотот, а вие тагнувајте ме на Instagram, на било какви мимови, на било што ќе ми шернете, све ќе ви репостнам, све ќе ви испоштувам. Ако ви се допадна видео, не заборавајте да ми оставите лайк и обавезно ми се сабскребнете на каналот и да го стиснете звончево за секој пат да добивате известување кога Иван ќе објави ново видео. Епа, носи Крокс, Педер, што да ти кажам, се гледаме за брзо.